Односите меѓу Грција и Русија и натаму се влошуваат откако беше соопштено дека тајмингот на планираната посета на рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров на Атина на есен веќе не е соодветен. Дова дојде откако Атина и Москва најавија протерување дипломатски представници. Официјална Атина смета дека со незината одлука за протерување руски дипломати, поради нивната вмешаност против договорот меѓу Македонија и Грција за името, го брани суверенитетот на земјата. Russia is a friendly country with whom we have very good historical relations. But Greece considers the international law as the foundation of all bilateral and multilateral relations. So, in defending our sovereignty, we had to react to what we consider to be a breach of the obligations under international law of the diplomatic activities in our country. Катругалос вели дека Атина сака да ги заштити тие позитивни односи и да продолжи да действува како посредник меѓу Европската Унија и Русија. Still, we believe that this is going to be an isolated incident, exactly because it is in our intention to safeguard the very good Greek-Russian relations. We have the ambitions, as we have done in the past, to be also a mediator between them and the European Union. Атина соопшти дека протерала двајца руски дипломати и им забранила на двајца други да влезат во земјата за обид да поткупат грчки функционери и да поттикнат демонстрации за да го спречат договорот со кој се дозволува на Македонија да влезе во НАТО. Русија соопшти дека соодветно ќе реагира на грчкиот потек во ретката дипломатска борба меѓу двете земји кои традиционално имаат топли и пријателски односи. Лидерите на НАТО се согласија да поканат Македонија да ги започне разговорите за пристапување, со што алијансата го шири своето влијание врз Балканот. Американскиот секретар за одбрана Джеймс Матис на состанокот на Јадранската повелба во Загреб, поздравувајќи го договорот за името меѓу Македонија и Грција, меѓу другото рече: We are not naive and we are keenly aware that some elsewhere would wish to see us fail in our endeavors here today. Those that seek to divide us for their own reasons will not enjoy our dedication to working together. Москва постојано повторува дека проширувањето на НАТО представува директна закана за руската безбедност.